Добре дојде во Мајша сцена за Дамјан Цветановски. Дамјан, добре ни дојде. Добре ве најдов. Фала што викнав. Среќа на 2022 година да ни е бериќат на тебе, да ти е бериќат некако 2021 година крајот барем декември, затоа што во представата одиграна во Драмски театар Чудна случка со кучето во ноќта играш главната улога и можам да кажам дека тоа е ретко нешто што му се случува на некој актер во целата кариера своја, тебе ти се случи баш на почетоците од твојата кариера. Во кој смисол ретка како ретка прилика да се направи, да се добие таква улога и уште поретка прилика да се одигра таа зададена улога. Фала ти на комплиментот. Да, мислам дека е ретка прилика да се глуми тој тип на улога како што ми се падна мене. Всушност не ми се падна, него Зоја ме пикираше за тоа. Зоја Бузалковска режисерка, да. Режисер. Зоја точно знае кој актер треба да дадената улога да ја одигра и само чекав момент кога навистина ќе ти биде доделена некоја ваква улога со таква тежина, затоа што познавајќите од првата улога што имаш направено до сега и те следам цело време, ти си актер кој што од првата улога знаев дека ќе е маестрален актер кој што има толку широк талент што едноставно границите не знам каде ќе бидат. Фала те на убавите зборови. Инаку оваа представа беше со многу тешка судбина една, бидејќи ние се слушнавме со Зоја да го се најдовме, пиевме на кафе, правевме мовет за представата, бидејќи таа требаше да ја работи во 2019, ако не се лажам. 2019 во март негде требаше да почнеме со пробите, а тоа е тачно моментот кога почна карантините заради пандемијата и слично. И тогаш стана неизвестно дали воопшто ќе се работи таа представа, па се не знам што се случуваше со проектот искрено во тие времиња. Знам дека Зоја сакаше да не го работи со стегите на пандемијата. Мислеше, претпоставам дека и побрзо ќе помине целата ситуација и дојдовме до момент каде што беше или ќе се случи сега тој проект, овој проект од тогаш на крајот на оваа година 2021 и лично нема се случи. И Зоја одлучи дека не може да не се случи нешто што планирала да го работи и со сите маки што ни идоа на патот, собравме, направивме на ансамбл представа со 10 глумци и мислам дека среќно се снајдовме во целата ситуација. Така би го рекол тоа. Само премиерата беше изведена? Да, премиера пред премиера, да. Само премиерата сега ќе има изvedба на 22 јануари 2022. Добро. Оние што не знаат, да им кажеме дека си син на прославениот режисер Владе Цветановски, кој што има два сина и двата сина му се во водите театарски, да речам. Едниот е режисер Андре, брат ти. Да. Дамјан е актер и тоа голем актер, со големо А. Кажи ми, ти не се запиша на факултет во Македонија, во Скопје, каде што татко ти беше, да речем, на некој начин професор. Да, од една страна се сеќавам брат ми кога сакаше да се запише на факултет, не знам дали беше дали сакаше прво глума да запише, кога беше малце помлад, пред да се реши дека сака режија. И се сеќавам татко ми му кажа тогаш на неговата реченица, му кажа, ако дојдеш ја не те примам. Првко, одмah џаба ќе доаѓаш, не доаѓа. Му рече и во негов манир се разбира. И ми имаше заглавено таа реченица во главата од таа нивна интеракција и кога дое време ја да одлучам што ќе бидам, иако некако веќе знаев дека ќе се бавам со глума, одлучив дека сепак најпаметно ми било јас да поидам некаде каде што само ќе ми се каже дали треба да се бавам со ова, каде што сам некако ќе ги пребродам тие првични предизвици и бидејќи живееме во средина во каква што живееме, секогаш се наоѓа муабет за сите нас во фелата, ово е вака, ово е така, па се прават и муабети за непотизми и слично и сакав да ја избегнам таа ситуација барем едно време, пошто кога се вратив, нели сепак тоа тука си е, да избегнам едно време за мојата прва интеракција со уметноста, тоа е со
мојата едукација во уметноста, во глумата, да биде чиста, почиста. И одлучи во Нови Сад. Нови Сад, каде што татко ми има завршено режија, каде што има запознано мајка ми, каде што имам роднини, каде што беше единствено можно, освен во Скопје, да бидам таму заради финансиски причини и слично. Одлучивме во Нови Сад, каде што ми беше професор Никита Миливоевиќ, кој ми е многу драг и секогаш се навраќам некои работи што ги кажал и ден денес ми помагаат. Да. Кога му кажа на татко ти дека сакаш да студираш во Нови Сад, какви беа реакциите тогаш? Супер. Беше, веќе знаеш дека тоа ќе биде, дека ќе студирам глума, а повеќе му одговараше да бидам некаде каде што и тој ги поминал студиите, сигурно и заради тоа му беше драго. Еднаш ме погледна, дур се спремав и така, толку, тоа. Супер, беше многу задоволен. Како е да се живее во светот на уметноста, да речем, затоа што фамилиарно вие сте некако поврзани со театарот и со уметноста. Кои се разликите, можеби, од останатите нормални, да речем, фамилии? Не знам, мислам дека се прилично нормално. Единствено нешто што е специфично во нашата фамилија, барем јас мислам, тоа е еден жар што кај сите се оформи. Еден жар за желба за работа, желба за откривање на вистини, желба за откривање на приказни. Татко ми и брат ми се бават со поголемата слика, со општествата, со таквите работи, а со помалата слика, со индивидуи, со нивните психологии, да пробам да ги разберам и така. Тоа. Живење, не знам, мислам дека ако има некоја фамилија што имаат некоја пекара и сите многу сакаат да ги прават тие кифлите, е исто. Исто како да, мислам дека не е нешто специфично различно, само си има желба и елан. Додека беше жив татко ти, мајка ти одеше на секоја премиера, таму се среќавме, а потоа ја гледам на сите случувања што се поврзани со двата сина, дали е режија на Андреј некоја премиера или некоја твоја улога премиера, и тоа како инволвирана во животот ваш, посебно на синовите, и е горда, и треба да е горда што има такви синови, затоа што Андреј, например, мајстор, можам да кажам, достоен наследник на таткото во креирањето на представите. Денеска има и премиера во Нови Сад, така? Да, ја режираше Идиот во Новосадскиот театар, унгарскиот театар на унгарски. Инаку Идиотот Достоевски, која е омилената книга на мајка ми, а Кнез Мишкин, ликот што е главниот, е мојот омилен лик и животна улога што би сакал некогаш да ја изиграм. И некако сега се погоди тој да го режира тоа, така да мислам дека таа книга, таа тема Идиот не поврзува како семејство сите. И со среќа на премиера, брат. Со среќа на премиера, да има голем успех представата. Што се однесува до братот, цело време сака да му глумиш ти во неговите представи? Сака, така? Сака. Знае колку е квалитетен неговиот брат? Не заради тоа, и мислам дека најмногу заради тоа што се разбираме брзо, заради тоа што сме браќа, нели? Но и заради тоа кога има некаков проблем со тоа што го правиме на сцена и за време трајањето на пробите, после тоа не се испуштаме, идеме заедно, живееме на исто место и продолжуваме со пробата, како пробата не ни завршува на нас. И тоа е магичното во нашиот однос и затоа мислам дека кога се пружи таква прилика, си ја повторува со мене. А сега доста време се нема погодено таква прилика, така да те чекам, Андреј. Јас исто ја чекам таа соработка, затоа што навистина кога и да се случи таа соработка, вродува со преубава представа со преубави улоги направени. Таква беше првата каде што јас те гледав, прикази на заборавените предци. Тоа беше представа која што имаше, да речам, две премиери на некој начин. Едната беше во Слоештица, другата беше во Театар Комедија. Можам да кажам дека тоа е представа каде што Андреј
маестрално ги собрал 4 млади актери, меѓу кои еден си ти. Тони, Сергеј, твоите, да речеме на некој начин... И Исидор. Исидор како дојденец од Прилеп, кој што нема врска со корените кои што ги имате вие таму во Слојштица. Натурализиран. Слојштичанец. Или слојчанец. Кажи ми, како дојде сето таа соработка, затоа што и Сергеј и Тони, кога и да ги прашам за тоа, со убаво чувство се навраќаат на деновите поминати во Слојштица, кога спремавте представата, и на деновите кога тука ве запозна, да речам, широката народна маса. Тоа беа навистина фантастични денови. Тоа беше... Досега не сум имал такво искуство, а се надевам дека ќе ги имам уште во голем број. Тој тип на искуство. Тоа беше едно театарско монаштво што ни се случи таму, бидејќи поидовме 4 глумци и Андреј, бевме 5 луѓе во една куќа во Слојштица и сите дистракции од светот не постоеше само една мала сцена над една река и нашата желба и некоја книга со приказни од селскиот раскажувач Илија Кочовски и само се впуштивме во една авантура која траеше 25-6 дена, без престан работевме, имавме секој ден проби, по дупли проби и се запознавме сите пред се како колеги, што и ден денес секој на сите премиери си доаѓа и се бодри и посакува успех едниот на другиот и се развива заедно и цело време чекаме нови прилики каде што ќе можеме пак да се собереме ние како екипа. Од кога се знаевте со Сергеј и со Тони? Со Тони Денковски се знам подолго во животот заради тоа што имам и роднински врски. А со Сергеј исто бидејќи имаме врски од Слојштица, татко му е од Слојштица и татко му од Слојштица, па си имаме запознаено од мали нозе, па си имаме и дружено како деца доста, но најголемите сплотувања на сите нас ни дојдоа точно после решавање дека ќе се бавиме со глума. Тука некако се сплотивме. Да. Премиерата таму, верувам дека селаните уживаа кога гледаа представата. Обавезно, видете, мислам дека постои опција ако некој од Слојштица појде на театар и ако е целиот текст, како да кажам, префинет, високо интелектуален, би рекол, чисто заради големината на зборови или бројноста на зборови што селаните воопшто не били ги користеле во животот. Мислам дека би се почувствувале така малце како збунето и како да не знаат за што гледат, се разбира, не гарантирам за ова, но со сигурност уживаа во приказните што им биле сигурно и раскажувани на нив како деца, бидејќи тоа се некои приказни кои што кружат низ селото уште од кога ги раскажувал Илија Кочовски и мислам дека баш бидејќи се работеше за некој нивен материјал, дека многу уживаа во тоа, го видоа тоа во претворено во представа и тоа мислам дека им донесе посебно задоволство на селаните таму. Одите понекогаш во Слојштица и до ден денес? Се разбира и најчесто секоја година е планот еден месец да бидеме таму да направиме представа. За жал од таа представа не ни се има исполнато таа желба заради тоа што за среќа или за несреќа доста од нашите колеги се ангажирани, не можеме никако да се собереме веќе. Тоа беше во еден момент кога никој од нас не беше вработен. Брат ми една плата што ја зема за месец август и ја даде во куќата за да имаме за граф. И сега веќе не сме во тие ситуации, сите ние пробуваме да се усавршиме на разни други места, соработуваме с други луѓе и театарот е таков да не ангажира во разни периоди и не сме успеале да се сретнеме уште еднаш, но се надевам ќе биде за скоро.
кога се префрливте во Скопје во театар комедија, знаевте дека ќе имате со представата, знаевте дека ќе имате огромен успех и дека ќе ве запознаат многу за се она што значи актер нов на сцената, за да привлече внимание треба навистина да му се потрефи и улогата и представата. Вам некако како многу лесно да ви се отворија вратите со таа представа. Па беше успешна за луѓето што ја гледа. Не мислам дека изигравме доволен број на изведби за да тоа ни донесе многу повеќе работи, но за тие колку што беа 10 на 15, не можеме да сетам бидејќи тоа играше само во недела, некогаш и не можеше во таа недела, пошто некоја друга недела игра, некоја друга представа игра во таа недела или слично и малце комплицирано беше со картите. Мислам не со картите, туку со доаѓањето на луѓето после некој време, бидејќи луѓе генерално во недела не сака доаѓаат на театар. Ама да, беше супер искуство и луѓето што ја гледа од нашата фела и што не запознаа, значеше за добриот збор да се шири понатаму, да. Како се редеа покасно улогите? Покасно, почна, не знам што ми беше одма после тоа. Мислам дека Венецијански трговец во Драмски театар, тоа ми е првата представа во Драмски театар, не бев се уште вработен тогаш. Бевме на некоја аудиција кај Наташа Поплавска и така. А после веќе не знам како по кој редослед се движеа представите. Знам дека Папагалот историко иста работа во Драмски, нешто непосредно после тоа Бал во Охрид, Дон Жуан во Битола со брат ми, таа ми е посебно драга и многу ми е жал што не ја играме веќе, но ќе видиме што може да се направи по тоа прашање. Папагалот историко исто малку се одигра во Драмски театар. Да. Но па од јавната шпица, од магична сцена, баш сцената со Владо кога ти му удираш шамар е на од јавната шпица. Вистина? Да. Не знам. Да, и тоа многу убаво изгледа. Успорен е снимакот каде што му удираш ќе се видиш. Баш кажа. Кажи ми, колку ти е предизвик секоја нова улога, како ја градиш? Што се треба да внесеш, затоа што твоите улоги не се баш малечки, па ајде сега ќе направам ова е многу лесно, него се работи за обемни улоги кои што треба да излезат како што треба, затоа што иако не се делат на главни на споредни улоги, сепак тежината многу повеќе на главната улога отколку на споредните улоги. Има една посебна тежина што носи главна улога, тоа е дека треба да представува некако како кичма на целата представа, треба да може да го издржи целото време траење. Е голем предизвик, би рекол, да, но од друга страна мислам дека трудот што го вложувам во секоја улога е прилично сличен во однос на мојот ангажман, бидејќи сметам, нели, како што многу луѓе сметаат, не постојат големи мали улоги, туку од се може да се направи вистина, што е големо. Ако направиш вистина, е големо. Кога дојде запослувањето? 2018, 2019, така нешто. Мислам дека околу 3 години сум веќе во Драмски театар. Така нешто. Што значи да се запослен, млад актер, да е запослен во Драмски театар? Колку е тоа обврска дека мора во театарот да се одигруваат улогите, а колку е па слободен или неслободен да ги прави улогите како што правеше ти во, не знам, во Битолски театар или во други театри? Мислам дека мене многу ме смири фактот кога се вработив од аспект на тоа дека од како завршив со академија цело време размислував на што е следното, дали ќе се деси, кога ќе се деси следното. Вака кога си во матична куќа, знаеш дека нешто те чека. Кај да, ако не е следното, тогаш тоа после тоа и тоа значи дека нема да зараѓам, тоа значи дека имам прилика да работам на својот занает и тоа значеше вработувањето за мене. И можност да купиме стан со брат ми, да се задолжиме за цел живот и да купиме еден стан. Добро, ма полесно ќе го отплаќате. Сега заедно, да. Брат ти е вработен во театар комедија? Да, во театар комедија, да.
се следите и ти ги следиш работите што тој ги прави и тој ги следи работите што ти ги правиш, иако последниве не можевте нити денеска да се следиш, да го следиш него, нити па тој тебе да те види во маестралната изvedба во на крајот годината во Драмски театар. Си ги утнавме овие последниве премиери, се трудиме да не си ги утнуваме, ама некогаш околностите се такви, инаку да, се поддржуваме и си ги пратиме животите 24/7, така да секогаш ако ми треба помош е тука за мене да ми се најде, да ми даде индикација, да ме извади од моите мисли претерано самокритични или нешто слично. Добро, ако мислиш дека си претерано самокритичен, кажи ми што си мислиш за последната изведба твоја? Па драго ми е што им се допадна на публиката тие што беа представата, им се допадна мојата креација. Јас во однос на мојата самокритичност сметам дека ми беше потребна уште една недела која за жал не можевме да имаме бидејќи мораше да излезе проектот на крајот од годината. Уште една недела со прогони, мислам дека ќе ми беше таман за да си ги исполирам сите сцени, да ги најдам, да го извлечам максимум потенцијал што има секоја сцена во представата. Играш многу специфично дете, како да го кажеме. Дете кое е од припаѓа на спектарот на аутизам. Не конкретно некоја диагноза, како мислам дека за остварувањето на улогата собрав од особините и од некои ми беа дадени во текстот, многу од нив ми беа дадени во текстот и единствено требаше само да ги прифатам како правило на игра. И мислам дека текстот е така добро напишан и романот е толку добар да ми беше лесно да ги разберам правилата на како го живее својот живот ликот Кристофер. И откако ги разбрав правилата и почнав да ги применувам, улогата веќе се направи самата. Единствено беше важно да не отстапам од неговата линија. Колку време ти требаше за да влезеш во ликот на Кристофер? Колку беа тие... До премиера. Тачно, да. Па така, мислам дека цело време нешто ново и ново се наоѓа и уште не сум завршен. Мислам дека со изведби тоа ќе се развива. Представата е, да речам, со време трајање околу 3 часа. Да, 2:40. 2:40 и во тие 2:40 си ти 2:40 минути на сцената. Да. Да. И не само што си 2:40 минути на сцената и не само што глумиш специфично аутистично дете, тој свет со посебни правила многу тешко може да го долови некој кој што не е во нивниот свет, тоа сакам да кажам. Па знаеш како, мислам дека ние сме многу почудни и потешки за доловување отколку би го нарекол тоа принципот на кој што функционираат се многу вистините и искрени. Барем примерите што јас ги истражував или пробував да дознам малце повеќе за нив, се многу искрени. Тоа е нема никакви мачканици таму, нема никакви маски. Се е искрено и ако само се препуштиме на тоа што тие сметаат дека е важно, значи имаат проблем со ова, ова го сакаат, ова го сакаат. И тоа е така, и за секојаш ќе остане така. И ако прифатиме дека јас како актер ако прифатам дека ова го сакам, ова не го сакам, многу е лесно. Баш е лесно, бидејќи веќе не се ни бавиш со никаква форма, со никаква маска, само со искрени емоции што треба да ги доловиш, треба да ги разбудиш кај себе во однос на некои конкретни работи. Така не. Дамјан имаше многу физички театар во представата и посебно во сите улоги, посебно и во твојата улога. Колку беше тоа па исцрпувачко за изместувањето на целото действие, концентрацијата на ликот во разоснов на тоа што требаше постојано да скокаш, да се движиш низ тие направени препреки, да речеме на некој начин. Па ми беше исклучително драго што е таков тип на процес во кој се бавевме со фриранинг, паркур, делот пробите секогаш беа посветени на тоа саат и половина. Ги учевме техниките на тоа слободно урбано трчање, што е да прерипнеш преку препреки.
Зоја тоа го имплементираше како начин на кој што ќе излегуваме и влегуваме во сцените и на крајот, до крајот на процесот, мислам тоа целото искуство е физички исцрпувачко до крајот, од почеток до крај, но самите елементи тие на крајот некако уствари наместо да деконцентрираат, како што велиш ти, или да отежнуваат, да влезеш и излезеш, стана лепакот, стана копчето кое го стискаш за да заврши оваа сцена, почна следната. Од тој аспект мислам дека не ми пречат. А и драго ми беше што дојдоа и посебно во еден период каде што сите бевме малку закржлавени пост пандемично. Уствари се уште траено. Од кога заврши премиерата, те болеа коските? Да, 4-5 дена седев како деденце дома. Така се лекував се. Сега пак почнувам влагам во форма да можам да ги издржувам изведбите што доаѓаат. А се надевам ќе бидат во голем број. Ќе биде тешко, ќе треба постојано да си во физички максимум. Да, веќе секоја недела правиме по некоја проба, се собираме од екипата и правиме проби за да мислам не проби на представата да ја тераме, ама физички да останеме во кондиција. Дамјан, колку е тешко да задржиш внимание на публиката 2 сати и 40 минути? Дали тоа ќе режисерот крив ако не е доволно добро направено или главниот глумец ќе е крив? Сите ќе се криви заедно. Да. Сите ќе се криви бидејќи посебно за вакви представи каде што ако не се игра концептот, мислам за секоја представа ако не се игра концептот нема да успее. Па ќе биде режисерот крив, во многу инстанции не е режисерот крив, туку е кој колку му го игра тоа што е потребно. Не знам, тешко е, претпоставам дека е тешко да задржи внимание, сигурно и на оваа представа не гледаат сите 2 сати 40 минути на сцена. Тешко е. Колку е за глумецот тешко да е 2 сати и 40 минути и да е во филмот? Лесно е. Да, лесно е, па кога ќе почнеш, посебно како што ми е оваа улога каде што почнувам на почетокот и завршувам на крајот, немам никакви излегувања од сцена, нема некои засеци во мислата, него само тера од почеток до крај, поминува како 5 минути да е. И после си само уморен, ама дур трае, е супер чувство. Како се чувствуваше кога заврши премиерата? Како 100 кила од рамо да ми падна, бидејќи многу чувствував притисок од улогата, бидејќи освен што ми е прва главна улога во драмски театар, мојот матичен театар, ми беше голема одговорноста да изведам еден таков лик кој е во спектарот на аутизмот без да направам гротеска од тоа или да направам нешто невистинито и се уште не сум сигурен до каде сум со задачата, се надевам дека ќе имаат прилика разни луѓе да ја гледаат кои се поупатени со таа тема и со драго срце ги чекам нивните коментари. Кажи ми, за нова година што правеше, се одмори малце од улогата? Дома, бабски. Да, бабски. Да, дома, винце, чајче, поише чајче, така. Гледаш филмови, серии? Да, па што да правиме во овие времиња кога нема некои посебни масовни случувања, бидејќи се невозможни, седнуваме дома, уживаме во некој филм, некоја книга или нешто. Така, што се однесува до останативе, речем, делови што останатите глумци ги прават, кој поуспешно, кој понеуспешно, синхронизирање, глумење во серии? Други типови на работа. Па да, синхронизирам, јас веќе некое време синхронизирам цртани детски. Тоа го правам, тоа ми е окей работа. Ме држи сконцентриран да читам брзо да разбирам кон каде оди овој диалог, да пренесам тоа што некој веќе го има направено, да му најдам свој шмек. Тоа ми е интересно, окей ми е за правење. Тоа, други задачи, вака играње во серија, играње во филм, малце помалку се пружат прилики сега за сега, но
но тоа е така, во Македонија има малку снимање и не можат сите да глумат. Тоа. Кажи ми, те влече ли во Нови Сад тоа што таму си беше дел, да речеме, од еден друг свет, кој што не е овај свет што е тука, ти недостига тој дел од животот, би сакал таму да глумиш во театар, во филм или во серија? Сигурно има некои носталгични чувства, се фаќам и јас како понекогаш ми фали да сум таму и да сум со колегите од класа или слично, но мислам дека моето место е овде, во Македонија, имам некои посебни идеи и замисли за што треба да се случува во културата во Македонија. Сакам да бидам еден од тие борците, што ќе се бори за да се негува и одржува културата во Македонија. Се разбира дека би глумел и во Србија, но мислам дека театар е малку покомплицирано, бидејќи нели секогаш изведби, патување напред-назад, а сакам да сум тука, мислам дека би глумел во филм, во серија. Тоа со драго срце би кажал добре дојде на таа шанса. Андреј, сакаше да глумиш во оваа представа сега што ја режира во Нови Сад? Да знаев унгарски, може ке сакаш. Ама не знам. Не знаеш. Не, освен гулаш, паприкаш, не. А добро, Андри, како се разбира со унгарците таму? Си се сној, нема. Тие сите зборуваат на српски, но театарот е унгарски, глумат на унгарски и мислам дека има текст. Од лева страна му е српски, од десна страна му е унгарски. Пинг-понг. Шалта, пинг-понг. Да. 2022 како си ја замислуваш професионално? Уште немам никакви идеи, чекам да видам кои се ќе работат во драмски театар, кои се режисери, што се ќе работат, кои се приликите кои што можна ми се понудат. Исто чекам да излезат од Министерството за култура тие од конкурсот независните проекти кои поминале за независен театар, бидејќи има и неколку таму уложување, би рекол. Па ќе видиме што ќе биде. Не знам што ме чека, се надевам дека ќе биде плодна. Тони Сергеј те гледа? Да, ме гледа, беа задоволни, ме обсипаа со комплименти. Фала им на тоа. И они се многу добри. Успеа да ги гледаш со клетвата на Скотија? Клетвата на Скотија и многу убаво си поминав на представата, мислам дека е супер представа, мислам дека имаат завршена супер работа. Има секој од ликовите кој е во представата до крај направен, баш фина представа. Тони, дали го гледаше во Анатомија на неврството? И тоа го гледав феноменален, Тони феноменална е, Жак е супер представа, баш уживав. Убава атмосфера има таа представа. Овие три представи што ги наброи спед твојата и две од театар комедија некако како да беа шлагот на 2021 година крајот, затоа што не беше некоја плодна театарска година заради пандемијата и воопшто во театрите сите низ Македонија се одигра неколку представи со не некој добар квалитет, но крајот некако ги зацементира тие лошите работи ги направи овие добри работи, добрите три представи кои што се како предзнак на нешто убаво што ќе се случува 2022 година, па се надевам дека ќе имаме многу убави представи и дека многу убави улоги ќе бидат направени во оваа година. Вам на младите, пошто товарот на вас најмногу останува да ги одглумите и да ги направите тие представи, ви посакувам да имате добра енергија, добра сила. Знам дека знаете тоа да го направите и дека сигурно ќе го направите. Фала ти. Па се надевам дека ќе имаме успешни проекти нареднава година, дека ќе го задржиме еланот, ќе го негуваме тој жарот што го зборев на почетокот од интервјуто и дека ќе успееме да го направиме уште поголем. Ти благодарам, Дамјан, и само успеси нека тера само напред она што го почна, нека оди само на нагорна линија. Ти благодарам што ме покани, ми беше задоволство да поразговараме малку за театар.